Одборот на регистрираната Организација за солидарен фонд посмртна помош и членарина на седница во декември донесе одлука за временно определување на висината на задршка за солидарен фонд посмртна помош и членарина. Со одлуката, висината на исплатата на посмртната помош што се исплатува на членовите на семејствата на починат пензионер изнесува 40.000 денари за починати пензионери од 1 јануари до 30 јуни 2026 година. Повеќе на оваа тема од изјавата на Снежана Андова, председател на одборот на регистрираната Организација за солидарен фонд посмртна помош и членарина. Целосниот разговор со господја Андова ќе се емитува в петок во 20 часот. Ние донесуваме одлука. Ние одлучуваме за тие средства, бидејќи тие се лични средства на пензионерите, тие не се средства од буџетот, не се издвоени на товар на државата, туку се на товар на секој пензионер. Сега колку изнесува? Сега моментално од 1 јануари на 6 месеци од прилика ние ја регулираме таа одлука со одлука на одборот и таа се објавува во службен вестник на Република Македонија. И сега конкретно оваа последнава одлука што важи од 1 јануари, издвојувањето, односно задршката за случај на смрт или посмртна помош, ние што ја викаме, изнесува 150 денари. За тие 150 денари исплатата во случај на смрт на секој пензионер што ќе го задеси тој последен чин изнесува 40.000. Тоа значи дека е зголемена. Да, зголемена. Од 140 денари беше 35.000 исплата, а сега само за 10 денари зголемување имаме исплата од 40.000 денари. И ние мислиме дека тоа нема да ги засегне многу пензионерите, затоа што знаеме ние какви се примањата на пензионерите, во која група спаѓаме ние, дека пензијата треба да ја обезбеди социјалната сигурност на пензионерите, а таа е навистина на едно, за жал, незавидно ниво. Просечната пензија сега изнесува околу 27.000 и нешто, просечна пензија, и во таа просечна пензија до тоа ниво се 2/3 од пензионерите.